Овие движења освен на малите екрани, Стојанче и другарите ни ги донесоа и во Белес. Веќе 4 години, тој од точката А до точката Б стигнува со креативни движења. Желбата тој да стане трасер се јавила по многуто одгледани клипови на врсниците, кои препреките ги минувале на поразличен начин од вообичаеното движење. Почнавме нешто со Бартуче од Були овде да гледаме клипови и не фати онака желба, адреналинска желба да пробаме и почнавме онака општо. Отпосле дознавме дека некои ствари грешно уствари го работиме тоа, па почнавме според туторијали, според некои вежбања. Фала Богу, имавме една група од Скопје што ни помогнаа многу. Со нив постигнавме многу и сега дојдовме до скоро некое совршенство и така. Во Македонија овој спорт е во зародиш, но нашиот соговорник вели дека скоро во секој град има по една група која активно се занимава со спортот, кој подеднакво може да се развива и во руралните и во градските средини. Освен 25 мај, трговски центар, во трговски, па и општо секаде низ град кај што имаме такви препреки. Ова е спорт, може да се каже екстремен, со опасни трикови и вештини, што може да доведат и до повреди, али со тек на време се совршува и помали се повреди. Акробатските движења овие тинејџери во Македонија се уште не може да ги покажуваат на надпреварувачки манифестации, но велат дека често се случува да се соберат групи од различни градови и да приредат на секојдневно доживување. Колку време се занимаваш со овој спорт? Па од прилика година дена. И како? Добро, адреналинско. Што најмногу ти привлече? Салтот. Кога прв пат научи да правиш салто? Не знам, има 3 месеца може. Дали претходно си вежбаш гимнастика нешто? Не, ништо. Директно? Да, директно. Мислам, не почнав директно од салта, пред научевме паркур, ова препреки што се и после почнавме со салта. Што им препорачуваш на твоите врсници? Ништо, ако сакаат, мислам, ако ги инспирира, мене ми е убаво и с тоа го правам. Значи, овој спорт го вежбам моментално 3 до 4 години, виш имам, и успеав во вежбањето, значи го засакав спортот, па сега за ризик, како да кажем, значи ние поточно вежбаме у сала, за да се намали ризикот, мора првено у сала да извежбаш, за кој ти испадеш надвор да можеш да совладуваш препреки, например, и такви работи. Ако порано се сметаше дека паркурот е сцена од холивудските филмови, во кои гледавме екзибистично бегање од полицијата, денеска овие млади момчиња ни докажуваат дека паркурот е вештина на живење.